Јавното предпријатие Комуналец од Битола во соработка со правното лице за постапување со отпад од електрична електронска опрема Нула отпад Скопје и Инервил клубот од Битола организираат акција за собирање на отпад од електронска и електрична опрема во периодот од 8 април до 13 април на 3 локации во Битола, односно во населба Карпош наспрот јавната установа социјални грижи, на големиот паркинг во населба Ремо и на паркингот на улица Димче Лахчански во непосредна близина на основното училиште Свети Климент Охридски. Ќе бидат поставени специјализирани садови за собирање на електричен и електронски отпад. Ова е прва активност во низ активности кои ќе ги спроведуваме на територија на општина Битола. Следната или втора фаза се едукациите. Едукациите се оние кои што во принцип го подигаат интересот и на граѓаните и го задржуваат нивното внимание, односно едукацијата е она која што укажува за штетноста на овој тип на отпад, како и на батериите. Значи, една батерија кога ќе биде фрлена било каде, а не во оние канти за батерии кои ни се поставени низ поголемите маркети и во Битола, значи загадува еден воен базен или како да кажеме поголема површина на вода. Од Друштвото за управување со отпад Нула отпад од Скопје, кои вакви акции спроведуваат на територијата на цела Македонија, вела дека расте свеста кај граѓаните за правилно третирање на електричниот и електронскиот отпад. Интересот на граѓаните е значително зголемен од година на година, со тоа што сите сме запознаени за штетноста на овој тип на отпад. Сите насекаде сме обкружени со електронски уреди кои што кога ќе го завршат својот век стануваат отпад. Со тоа што треба да знаеме каде е нивното вистинско место по завршување на животниот век. Ваквиот вид на отпад понатаму си има посебен третман, за што се задолжени неколку рециклатори од Македонија. Дел од отпадот се преработува, а поголемиот дел се извезува надвор од Македонија.